Па, и некако се нашле, може, на пазар, у Горњи Милановац, дошле овие од Колумбија тука да продаваат земјоделски производи, хортикултура, и овие дошле од Струмица да прави, тука се сретнали. И тој е некој нивни прадедо, со некоја нивна, со овој прадедово од Струмица, со некоја прабаба од Колумбија, прабаба или обратно, и се нашле на пазаров. И овој дедово од Струмица, прапрадедово од Струмица, и рекол, која видел бабава на пазар, Колумбика, која видел, рекол, леле, што си згодна те ебав. И оваа исто му рекла, така, ја не би ти простила, живи мајка. И си исклецали. По тезгата се. Си исклецали, хоп, и фамилија имате таква на Филипче Семов, на ОФ. Па они имаат па некоја, од Монголија имаат некоја трета тамо линија од тамо, од некој азиски тамо земји далечни, татаро-монголски, појма немам од кај, и од тамо имаат некој малко, тоа бил трет некој. Од тамо што дошол на пазарот у Горњи Милановац. И он се исплескал со сите, или него го плескале, и голема фамилија, многу познат. И сега зашто му е реакцијава бурна, рецимо на овој Филипче Семов, на ОФ тој. Зашто му е реакцијава бурна? Ја се мислам, се думам, зашто му е... Па викам, нормално човече, ќе биде на кого му е по-силна, по-бурна реакцијата кога се раскинува една врска. Па на оној што поише инвестирал у својот љубовник. И нормално не сака да биде напуштен. Мислам, инвестирал емотивно, у емоции, да не ме сватите погрешно. Овде само за емоции правиме муабе денес. За емоции клецање под тезга. Али тоа се па се емоции. Нема врска, па се емоции. И веројатно некој која ќе вложи превише у својот љубовник, кој ќе вложи превише емоции, нормално е кој ќе те напушти љубовникот од ведро небо преку ноќ, нормално е да се осеќаш изневерено, снуждено, помочано, посрано. Пак Валкан веш, пак машина за перење. Па нема прашак, има прашак, имаат они, и прашак прават. Имаат и, се заборев, овие фамилија СДСМ и Колумбија имаат фабрики за овој прашак. Во еден куп тоа фабрики, тоа работат за ни фабрики, и така, и фамилија обично си користи прашак. Прашак, сакате претежно у тврда овој агрегатна состојба, мислам, у вид на гранули, зрнца мали. Овој прашкасти материи, прашак користат во машините за перење, и тоа и обелувач, тие се многу јаки обелувачи, тие прашаци, и немаат проблем со Валкан веш, они одма стават у машина, и тоа има ова обелувач, и тоа обелувачот тоа све ќе обели, и пак си ги облакаат гаќите. Барем одржуваат хигиена, не се од оние што, знаеш, ќе им се направат гаќиве од напред жуто позади кафеаво и само ќе сменат страна, без да ги стават у машина за перење и да стават обелувач овој прашак. И само ќе ги превртат. Преврти ги гаќите од другата страна. Дам. Блуз можеш да направиш. За гаки превртени од другата страна. Него што ми беше зборот? Многу тажно. Многу. Јас, од секунда во секунда отварам Facebook, значи мир немам денес. Цело време викам нешто разврска да видам, викам, може среќен крај ќе има како во, помислив едно време, викам, може среќен крај да има како во турскине серии. Љубовници на крај после многу мачење и шмрка, после многу мачење и како беше тоа? Да. После многу мачење и страдање дека космосот пак ќе ги спои и пак ќе се засакаат и ќе изнародат многу дечиња и ќе живеат долго и среќно до крајот на нашите животи. Да. Пошто нивните се, како и да земеш, појма, убај, обезбеден, мислам, убај, у принцип. Да. Сега видите, како и сите луѓе, мислам, знаете, и тие се луѓе, ќе се заљубат, ќе
ќе ги изневерат љубовници, нема да им ја возрадат љубовта, исто страдаат сите, исто потпуно. Само не знам, не е уред у јавност Валканио веш. Мислам, стави го прво у машина. Не можеш така. Да ви плачам сега примери. Ја на Фейсбук ми се десило нешто лошо. Или појма немам. Ми раскинала девојката, појма. Тоест, ја немам девојка, да се разбереме. Пошто немам толку да инвестирам. Емоции, мислам. Емоции. Што се инвестира друга да му ева мајката? Емоции се инвестираат. Тоа е за мене инвестиција. Емоција чиста, благородна, Ромео Јулиовска емоција. Ренесансна емоција. I love you, yes I do. Како беше она? Ој, Моридонка, I love you. Твоите beautiful. Многу беше добра песната, стихотворба. У прво деление сме учели. Мислам, не у школа, надвор пред школа. Ој, Моридонка, I love you. Твоите beautiful. Твоите газој very good. Ајде да те качам на мој... Стихотворба беше, сме учеле у прво деление, јепика. Си ги памтам ја стихотворбите, како за Тито што ги памтам, за Сава Ковачевич што памтам стихотворба. За Иван Горан Ковачич, така и оваа за Донка си ја памтам. Мој Моридонка, I love you. У школа сме ги учели. Не сме блееле у телефони ко сега овие. Бездушниве деца, ништо што не знаат. Стихотворби сме учеле. У школа, оваа песна ја имам учено пред школа, уствари, на голем одмор. Оти овие се такви песни, ни учителките, учителиве не знае овие да ги рецитираат. Овие беа поеми, вистински добри, поодлични поеми. За Донка. Мој Моридонки. Така, поминавме низ вистинско ова Голгота, вчера, завчера, денеска се надевам, повторно ќе продолжи серијата. Како, еве, Филипче, ако толку ти значи, ако толку го сакаш љубовник, ако толку сакаш да ти се врати мечкава, мада да се заљубиш у мечки, ти треба да си ненормален. Од 7 милиарди човечки род, ти у мечка се заљубуваш. Ти си перверзњак, бе. Која сега да земам да клецам коза, не дај Боже. Мислам да клецам, да се заљубам у коза, погрешен е зборот, значи овде за чиста емоција цело време правам уваве. Значи дури да ми излета нешто што не треба, вие рачунете дека ја цело време за чиста емоција ви правам инвестиција. Аквизиција у која што инвестирано, ама со емоција. Емоцијата ви е водилка на ова човештво. Најкреативната сила на цивилизација. Немало да се смена толку цивилизации во општество, во светов, на планетава од зазорувањето и појавата на човекот до денес да не била таа чиста, искрена, невина емоција. Кој ќе најдеш добар партнер со кој што исти муабети си имате, исти ствари ве нервираат, исти луѓе ве нервираат во околина. И едноставно почнувате да се наоѓате тука и почнува да искри тука, искри емоции, тоа виднува пламен. Све исто те нервира. Пример, одбирате еден човек, многу ве нервира и сте да плюкате по него. Ренгера, никаков, не. Ама одеднаш едниот од љубовниците вика, уствари, јас се предомислив. Овој што го плюкавме, уствари, бил многу фин. Ти не чиниш ѓубре едно. Ме заведе да плюкам погрешна особа. Погрешни емоции инвестираш у мене, ме отру со твоите емоции, со твоите боцкања, да плюкам невин човек. Па не го плюкам, сте тебе ке те плюкам. Тоа е таа, затоа викам, во таквите овие врски се многу бурни. Многу се бурни и многу се некојаш така непредвидливи. Преку ноќ, одеднашка, сакам да примам емоции од друг. И така. Што е нормално. Ја не знам овој напуштениот љубовник со кој памет бе. Нормално е бе, другар СДСМов.
Нормално е. Си попуштил, врската дугачко трае. Си попуштил, си почнал помалце внимание да инвестираш во твојот љубовник. Мислам да му посветуваш инвестиции. Себе ми се мешаат инвестиции, глуп збор. Си намалил вниманието. Си го не си му подарувал веќе толку внимание на својот љубовник како на почеток на врската. Помало било влијанието. Значи, во помали купчиња си му го дал вниманието. Внимание можеш да го даваш и као флоу и на купчиња. Купче, помало поголемо. И сега ти си го намалил вниманието и нормално имало некој друг поголемо внимание му покажал до тој период на твојот љубовник и нормално. Човек кој ќе добие поголемо внимание од некој друг, одма може да се залюби. Одма. Многу да се залюби. До толку да се залюби, што директ да му каже на овој сега новиот што му поклања поише внимание, директ да му каже сега те ебав. Како вие у Корни Милановац под тезгата, овие од Колумбија, дел од фамилијава на СДСМ-ови в семејството и овие од Струмичко. Ја не мал дел горе од Монголија, тамо тие за зимите. Погрешно, нема љубовта, викаат затоа е слепа. Значи немаш ти рационално да процениш дека преку ноќ љубовникот може да те остави. Понекогаш ничим изазан, ти можеш и многу убав внимание да му подаруваш, ама ќе се најде некој друг љубовник со поголемо внимание. Имаш ти внимание? Имаш ти внимание, поголемо внимание. И сега, ово е поголемо внимание. И така. Вниманието ви е основа за успешна љубовна врска и уште поуспешен брачен живот. Ама јас за тоа не сум повикан да ви зборувам. Нели така? Епа, а немате да мислите дека само меѓу Мечкава и Филипче СДСМов ова се случува. Не само, немате да мислите, они се уникат, оригинал. Немојте да мислите, не. И други врски има? Какви љубовници имате вие у Македонија? Кој како поголемо внимание му даде и поголем фраер од овој претходниот, помоќан станал одеднаш, а до вчера не бил толку моќан, бил негде у позадина, на маргини, одеднаш доаѓа у преден план. Одма менјаат страна. Само тогаш никој не кукал од напуштениве љубовници. Знаете, тоа се подразбирало. Добиеш поголемо внимание, у тебе се инвестираат поише емоции, овакво, и да, има тамо најмногу такви љубовници, мечки, волци, хиени, бивли мачки, зверои. Да, не име проблем, па како, па мислам, животот е скуп, особено сега. Па како ќе купи он, појма немам, кило патличе на 280 денара. Значи, сепак и до вниманието е малце. А вака која имаш емоции, која инвестирано у тебе со многу емоции. Абе не ти треба, патличе. Абе можеш на вода, ништо не ти треба. Ни јунешко ти треба, ни јагнешко ти треба. 800 денари тамо колку е. На вода живееш, испоснички. Вода и сонце. Ама не ти треба, пун си, имаш елан, сила. Тоа е тоа кој се инвестира у тебе. И така има многу такви, има волци, мечки. Да. А има и магариња. Има и магариња, овие што овие најчесто овие магариња се најчесто тие кои што многу искрено, многу чисто, многу како да ви кажам, без резерва дури нерационално се заљубуваат у некоја мечка, волк, дива свиња. Знаете, влагаат all-in со 100%. И нормално после разочарувањето е поголемо. Оти он мисли дека љубовниот живот
Емотивниот живот на Мечкава Волков, Дивава свиња почнала од него. Вика, мене ме сака таа вистина, јас сум и прв што го сака вистински Мечкава Волков, Дивава свиња. Јас сум прв што вистински ме сака и тоа ја имам. Моја Мечкава, моја. Нема кај да одим, нема кај да бега. Само и потезга, тебав, готово, тебав. Да. Не е така во животот, драги мои магариња. Свет е до емоцијата. Поише емоција добиеш од некого, поише љубов имаш за него и обратно. Така да животот иде понатака. Не верувам дека ќе си најдеш, Филипче СДСМов, дека ќе си најдеш нов љубовник од тој калибар. Друга мечка нема да најдеш. Нема толку ни мечки баш кај тие, не се си мињату цивилизација, честно. Мечка е тоа, бе. Планина и треба. Чиста емоција горе, изврска вода, светлина, чист воздух, мед. За мед може да се симне негде надоле. Имаш и овие диви пчели, но тие не прават. Да. Може да се симне до некое село. Ама до село некое горе. Иначе доле у Цивилград, не, изолирани се некако, поима немам тие мечките. Али нема. Престанеш ли на мечка да и носиш мед? Нема више да сака да се со тебе. Не. Нема. Затоа на мечка секој ден треба мед да и се носи. Да, за да те сака. Мислам, она нема може никој сака да те сака, тоа е мечка. Ама извесно време ќе си купиш мир. Овој животот не мечкава знае мет и носиш не терчка. Али брате, престанеш мет ли да ја носиш? Не те познавиш. Утре да те сретне на улица. Кај на улица? Не бе, горе негде, на планина, например, идеш. И не дај Боже да те сретне. Не дај Боже да те сретне, прво ќе ти рече, кај е медо, пизда ти материна? Кај е медо? Ама, медот, мислам, ама, чекај, застани, јас, мед ми, малце ми однема у последно, медот кај е, да ти евам крвта кисела, нема мед, кр глада, ај ту пичиш комата. Со многу лоша работа, ако го обезглавиш овој татково на фамилијава, на семејствово, сите сираци други, бе. Затоа е веројатно реакцијата толку јака, нема емоција, нема ништо пострашна работа, по-силна работа од емоција, чиста емоција. Чиста емоција, љубов, изворска вода и сонце. Еве ви га формулата за долг живот. И за мирен живот. Да. Инвестирајте емоции. Инвестирајте. Секогаш ќе бидете сакани. И внимавајте некој друг да не инвестира емоции поише од вас. Тогаш рачунете дека сте останале сами. Значи, емоциите се тука да се инвестираат. Не знам, може погрешен термин употребувам, економски термин за емоции. Не иде некако. Не иде. Ама не ми текна некој по-друг термин поубав. Ајде бе, многу ве затопи. Боле тука да прекинам, инаку и вас бевав! Потезга! Потезгата у Горњи Милановаc. Ајде, чао.